Добар ден за Виктор Димовски, државен секретар во МНР, амбасадор, човек кој во овој момент ја координира дипломатската комуникација меѓу нашите дипломатски представништва и МНР. Со него треба да разговараме за тоа кога и на каков начин ќе настане една по-широка и по-длабока смена на првите дипломатски представници во странство, особено во важните престолнини. Ви благодарам што дојдовте. Директно ќе ве прашам. Што правиме со Вашингтон? Наумовски не ви се покажа лојален, дотолку повеќе што очигледно наспроти така наречените директиви од МНР се приклони кон оваа тврда линија кон претседателот Иванов. Добра вечер. Најнапред и јас сакам да се заблагодарам за поканата и можноста да учествувам во вашава емисија. Споменавте дека моите обврски како дел од Министерството за надворешни работи е координацијата на активностите внатре во Министерството, меѓутоа и координацијата со нашите дипломатско-конзуларни представништва во странство. Почнавте со Вашингтон и мислам дека и во ред е да се започне со една од најважните, ако не и најважната дестинација во дипломатиите и на посилните земји од Република Македонија. Таков е случајот и со нас. Таму за амбасадор го имаме името кое што вие го споменавте. Од информациите кои што ги имам, тој се наоѓа при крајот на неговиот мандат и мислам дека за околу месец дена му истекува мандатот и ќе се врате во Република Македонија. Не бевте во искушение да го вратите после еден инцидент или условно кажам на оден начин бойкотот на Министерството па и на владата? За жал, како што споменавте, кога се работи во дипломатија се случуваат од време на време и несакани случаи. Таков еден имавме и со нашиот амбасадор во Соединетите Американски држави, кога во еден, односно во два наврати имаше и едно неслужбено и непрофесионално однесување со оглед на таквото однесување, како и можните последици и ефекти по билатералните односи со една од земјите од регионот, амбасадорот Наумовски беше повикан на консултации во земјата, во Министерството за надворешни работи. Консултациите беа одржани, му беше укажано на пропустите и на недипломатското однесување, после што, согласно законската регулатива, му беше овозможено да се врати и да ја заврши мисијата. Да споменам, знам дека ќе ме прашате дали постоја и други размислувања за евентуално поинакво однесување и евентуално скратување на мандатот. Согласно Законот за надворешни работи, поставувањето и отповикувањето на амбасадорите се врши во координација помеѓу Министерството, односно Владата на Република Македонија и председателот на државата, кои што имаат споделени надлежности во поглед на дипломатијата. Во овој, како и во некои други случаи, секако дека очигледно е дека не можеше да се постигне поинаква согласност и постапивме согласно она што представува законска рамка, а тоа е повикување на консултации во земјата на 2 месеци, после тоа враќање во земјата. Господине Димовски, господин амбасадоре, Вашингтон е важна дестинација. Денове во јавност се само номинира или се појави името на екс-премиерот Владо Бучковски како можен амбасадор во Вашингтон. Има вистина во тоа? Од она јас што го знам, немам јас таква информација и мислам дека споменувањето и на неговото името на други поранешни високи функционери во владата, во собранието на Република Македонија, во овој момент можам да ги оценам како шпекулација. Можам да ви кажам дека течат во еден подолг временски период преговори на релација Министерство за надворешни работи, Влада на Република Македонија и кабинет на председателот на државата околу испраќање на втора група на амбасадори, меѓутоа, за жал, преговорите одат тешко, траат долго и за сега немаме исход од вториот круг, втората рунда на преговори за испраќање на наши представници во ДКП-ата во странство.
во трите важни дестинации Лондон, Париз, испратени се, што е најважно, велат, женскиот дипломатски кор, но професионалци. Дали тоа беше минимумот на согласноста меѓу владата и Иванов и дали тоа ниво на професионалци ќе биде заменето со политички авторитети и личности во Вашингтон, утре заутре во Москва, Берлин и така натаму? Добро сте забележале. Прво направивме за прв пат во македонската дипломатија како одлука на министерот Димитров, на премиерот Заев, на целото професионално раководство на Министерството за надворешни работи, се заложивме да праќаме колку што е можно повеќе професионалци во нашата дипломатија. За прв пат испративме и 3 жени во 3, би рекол, од најглавните дипломатски дестинации во Лондон, во Париз и во Брисел, во постојаната мисија во Европската унија. И останатите 5 амбасадори кои што беа усогласени во првата рунда на преговори помеѓу владата и кабинетот на претседателот, исто така упативме професионалци со долго професионално искуство во Министерството за надворешни работи. Таква, впрочем, е нашата заложба и во предстојниот период и во овој втор круг на разговори кои што ги водиме, вклучени се во најголем број луѓе од професионалниот состав на Министерството. Сакаме да докажеме дека и македонската дипломатија е созреана, дека има вредни, капацитирани луѓе кои што ја знаат дипломатската професија и кои што можат достоинствено и успешно да ја представуваат Република Македонија во странство. Во овие главни дестинации, стожерни дестинации, честопати и знак на добра волја и знак на респект е да пратите, да се праќаат личности кои имаат политичко педигре, од министри, заменици, екс-премиери и така натаму, како што е Бучковски. Меѓутоа, дали се напуштена логика која во еден период беше добро ситуирана на регрутирање од овие јавни личности? Ја не сум забележал дека некој мој колега сте го номинирале, нели, за амбасадор или некој писател што во еден период дури тројца беа амбасадори во европските дестинации и така натаму, и вклучувајќи и Русија, кај што беше починатиот Гане Тодоровски. Што е ваш став? Видете, значи, кога правиме анализа на составот и прецен на раководниот состав во дипломатско-консуларните представништва, треба да ги имаме во предвид и законските одредби. За жал, барем гледано од професионална гледна точка, владата која во изминатите 10 години владееше и која што ја одведе нашата земја онаму каде што ја одведе, со неколку измени на Законот за надворешни работи, голем дел од тие во оние ноќни седници кога по 200 измени на законски решенија беа носени, направи измена на законските одредби во законот донесен во 2006 година и наместо 2/3 на професионалци и 1/3 на луѓе надвор од професионалниот состав на Министерството, ја завртија одредбата однопаку и 2/3 беше законска одредба и која се уште, впрочем, важи, да бидат надвор од Министерството и само 1/3 од Министерството за надворешни работи. Ние сега се обидуваме да ја пополниме во тоа што ни го дозволува законската рамка. Она празнина која што ја имаме, односно да го надополниме оној дел кој што недостасува од професионалниот состав на Министерството. Секако, тоа не значи дека исклучуваме афирмирани личности од политичкиот, јавниот, културниот живот од нашата земја да бидат вклучени на првите места во нашата дипломатија и да ја представуваат нашата земја онаму каде што ќе процениме дека навистина ќе можат достојно да ја представуваат. Ова е досега што го направивме, резултат на заложбата да го засилиме професионалното присуство, бидејќи се покаже и во изминатиот период онаму каде што имавме посветени професионалци, навистина нашата земја беше достоинствено представена. Имавме случаи, за жал, каде што имавме луѓе кои еве недипломатски да кажем малку залутале во дипломатската професија, каде наместо достоинствено да ја представуваат нашата земја, имавме информации за малку
поинакво однесување, кое нанесуваше штета и на угледот на нашата земја, а и на воспоставените дипломатски односи со земјите домаќини. Пак ве враќам на прашањето. Бучковски е влезен во некаков круг на размислување или појавата на неговото име некој од некаде го кандидирал? Според она јас што го имам како информација, ви спомена. Во првиот круг преговаравме за 10 имиња, усогласивме 8 имиња. Во вториот за Вашингтон. Или воопшто? Не, зборувам за од вкупниот број на веќе испратени дипломатски представници на првите места, на раководните места во македонските дипломатско-конзуларни представништва од оваа влада, од почетокот на функционирање на оваа влада. Во тек се преговори за втор круг и во овој втор круг повторно се луѓе од професионалниот состав на министерството. Ке видиме дали овој напор, навистина се работи за значаен напор, се работи за еден долг период, се обидуваме, тоа е наша определба, да направиме се што е можно, да испратиме што е можно повеќе. Зошто? Затоа што 29 наши дипломатско-конзуларни представништва се празни. Не можете да спроведувате успешна дипломатија со празни дипломатски представништва. Празни, кога зборувам, се празни првите места. Ние имаме втори и трети луѓе во тие дипломатски представништва, меѓутоа во дипломатијата местото на вонредниот ополномоштен амбасадор е незаменливо, тој има посебна доверба, укажана и од шефот на земјата домаќин, и мислиме дека е недозволиво и затоа вложуваме ваков напор, не чекаме председателски избори, да видиме дали е можно и колку е можно да усогласиме. Тие преговори не се лесни, не се едноставни, меѓутоа сакам да ве уверам дека навистина сме посветени и како влада и како министерство се обидуваме да постигнеме што е можно повеќе. Амбасадоре, секи прочитам една циник порака од еден екс-политичар, кој е на оден начин ехо на можни реакции. Вели, ако Бучковски го пратите во Вашингтон, нели, со оглед на фактот дека оттаму произлегува информациите за сомневањата за негова вмешаност во скандалите околу Телеком и така натаму, тогаш Груевски можете да го пратите во Москва. А представниците на ДУИ сигурно може да ги сместите во Келн и односно во Софија и во Тирана. Тоа е цинична реакција, но е факт дека при изборот мора да се кредибилни личности. Без оглед какво звање имаат и кои се. Јас не би сакал да ги коментирам имињата на поранешни, сегашни, актуелни политичари. Она што можам да го кажам, што можам да го бранам, сакам да го бранам и го бранам, мислам дека македонската дипломатија може да биде успешна со најголем број представници од составот на Министерството за надворешни работи. Впрочем, ние работиме на измена на поголем број на формално правни решенија. Во рамки на Министерството работиме на нова систематизација, која очекуваме деновиве да ги добиеме последните согласности да профункционира. Работиме на изработка и веќе изготвена првата верзија на стратегија за надворешна политика и исто така работиме на законски решенија за нов закон за надворешни работи, кој очекуваме, ако овие сега нови политички моменти во земјата со евентуални можни предвремени избори и така натаму не се случат, да биде усвоен и да профункционира од почетокот на следната година. Со овие законски решенија, со сите овие промени кои што ги правиме, сакаме да го зајакнеме професионализмот и да го вратиме, не само да го вратиме, туку и да го засилиме старото законско решение, односно 3/4 од составот на шефовите на дипломатските представништва да бидат од составот на Министерството за надворешни работи. Во наја преостаната, секако ако тоа помине на влада и ако помине во парламентот. Во на преостаната 1/4 секако дека ќе биде дадена можност на луѓе од, реков, политички, од јавниот живот, кои што ќе можат достојно и успешно да ја представуваат нашата земја. Чекате малку. Ако фатив еден збор, а тоа е подготвувате стратегија за надворешна политика. Мислите дека таа стратегија ќе помине без Иванов или со Иванов и неговата анти-НАТО и анти-ЕУ реторика која во последно време добива прилично ретроградни позицирања?
Видите, стратегијата многу е важно што првата и мислам мощна и квалитетна верзија веќе е излезена. Мислам дека наскоро ќе дојде времето кога ќе ја ставиме на јавна расправа и во зависност од коментарите, од позициите на сите останати субјекти во државата ќе видиме ќе влези во втора фаза на дополнителни измени и дополнувања. Ако има расположение да помине во овој период предстоен до председателските избори, ќе биде добро. Ако не помине до тогаш, ќе помине веднаш после председателските избори. Ќе ви даде пас председателот Иванов за ова нова рунда на акредитација на македонските новинари, меѓу другото да го добијат агреманото од Мислите дипломати, не новинари? Извинете, составен дел на моите лапсуси, се разбира, но добро што ме следите внимателно. Како ќе се премости овој јас меѓу владата и Иванов околу реобновувањето на дипломатскиот кор, бидејќи се уште постојат 7-8 витални дестинации или важни дестинации за македонско претставување? Единствениот начин како можете да премостите разлики е да имате комуникација, да имате разговори, да имате разбирање за позициите на од другата страна во преговорите и доколку двете страни имаат таков пристап, јас сум уверен дека може да дојде до решение. Ако не може да се дојде до решение, има и други можности, меѓутоа морам да ви кажам, ние како влада и како министерство нема да ги оставиме нашите дипломатско-конзуларни представништва празни. Колку се сега празни? Ви споменав, 29 се празни, од вкупно 58 и уште 10 се испразнуваат во наредните 5-6 месеци. Господин амбасадоре, ако таа динамика на обновување на дипломатскиот кор од Македонија, нели, и заминувањето во представувањето, ќе значи на одреден начин и ребрендирање на вкупната позиција на дипломатијата во македонската позиција на меѓународен план. Сакам директно да прашам, дали амбасадорите кои сега кои праќаат извештаи од домицилните држави, важни за овие процеси што сега се случуваат, се идентични за оние што ви ги праќа во МНР и оние што ги праќа за шефот на државата? Видете, спомнавте, сега јас еден збор вие што го споменавте, дека правиме напори за ребрендирање на македонската дипломатија, на сликата, јас би рекол за македонската дипломатија. Јас не би рекол дека во тој дел сме неуспешни, затоа што сликата за македонската дипломатија не ја прави само министерството, не ја прават само дипломатските представништва, ја прави и владата, ја прави и парламентот, ја прават сите оние кои што излегуваат надвор од земјава и разговараат, преговараат, ја представуваат земјата во странство. Верувам дека ќе се согласите со мене дека во последнава година и пол од доаѓање на оваа нова реформска влада во Република Македонија, ние од место кое што дали ќе го посетат тројца, четворица високи личности од странство во текот на една година, се претворивме во една од најважните дестинации во регионот. Видовме, направивме значителни напори на подобрување на односите и соработката со соседите. Успеавме да го пребродиме проблемот со Бугарија и Бугарија од една земја која што имаше во одредени ситуации значителни резерви во однос на нас, во нашето представување, во нашите стратешки ориентации, стана еден од нашите најголеми поддржувачи. Понатаму, со јужниот сосед, со кој што така имавме проблем кој 27 години го споделувавме и кој беше една од најзначајните пречки за нашиот европски и евроатлантски пат, успеавме нормално со тешки маки, со значителни компромиси да изнајдеме решение. Можам да ви кажам дека во изминатите 10 години кога Македонија веќе не важеше за демократска држава, дури ниту важеше за заробена држава, во обидите во комуникацијата со странските представници се обидувавме да го привлечеме нивното внимание, да дадат некоја оценка на тоа што се случува, за на некаков начин да ги помогнат демократските процеси. Македонија беше заборавена. Од една таква ситуација ние се претворивме во централна дестинација во регионот. Впрочем, ние како
со мало министерство, со тој капацитет што го имавме, кои сме капацитирани, еве да кажем 3 до 4 посети во тек на една недела, можеби еве и по 2 посети дневно, бевме соочени во изминативе 4-5 месеци да имаме 4 до 5 посети на високо рангирани личности од странство. И со исклучок на еден мал инцидент со едно знаме, не ни се случи никаков инцидент. Тоа значи дека ние сме капацитирани, дека нашата дипломатија, да се вратам на вашето прашање, веќе е ребрендирана на Македонија, сега се гледа поинаку и, еве да кажем, сите оние официјални личности и од странски држави и од меѓународни организации кои што доаѓаат, мислат дека нешто значајно се случува во Република Македонија, мислат дека треба да дојдат тука, да бидат видени, да дадат порака и да не поддржат. Мислам дека тоа е направено. Сега, кога ќе се вратиме на оној состав кој што го имаме, јас за малку ќе ми излезеше зборот професионалниот состав. За жал, она што го имаме во ДКП-ата не може во целост да се употреби зборот дека представува професионален состав. Она што го добиваме е променливо, од некаде добиваме поквалитетни информации, од некаде помалку квалитетни, меѓутоа во целина и со наши активности од земјата, со силна дипломатска активност, со силна дипломатска комуникација, мислам дека ги успеваме да ги надминеме оние слабости што евентуално ни се случуваат. Веш дипломат, одговорихте делот од прашањето што ви одговара за афирмација на МНР. Ве прашав и уште еднаш ви повторувам. Имате идентични ли извештаи од домицилните важни меѓународни фактори и држави кои се испраќаат до Заев, до МНР и до Иванов? Од она, јас можам да зборувам само за оние извештаи кои што ние ги добиваме како Министерство за надворешни работи. Во однос на нив, споменав, дел од нив се задоволителни, дел се многу добри, дел се недоволни, некаде и ги немаме. И се трудиме, работиме, се обидуваме да наметнеме една нова иницијатива, еден нов однос кон работата, еден нов квалитет. Гледаме дека дел од ДКП-ата се вклучуваат и се обидуваат тоа да го следат. Дел не можат, меѓутоа, затоа тука имаме други мерки. Дел од амбасадорите се поставени и од претходната власт и аминувани од председателот Иванов. Тие се сосема различни концепцијски во однос на грчко-македонскиот спор. Дали тие имате сознание дека можеби индиректно, дипломатски, недипломатски го обструираат и врз основа на тоа со лични убедувања, идеолошки, партиски и така натаму не праќаат права слика какво е расположението во Вашингтон, во Париз, во Москва и така натаму, во која би можела да се креира сликата за решенијата дома? Не е едноставно да се одговори на ова прашање, ама ќе се обидам да ви одговорам поинаку. Ние во изминатиот период нашите дипломатско-конзуларни представништва беа ангажирани на спроведување, реализирање на референдумот. Согласно одлуките на Државната изборна комисија, Државната изборна комисија се заложи во духот на штедење, секаде онаму, каде што имаме доволен број на наши представници во дипломатско-конзуларните представништва, тие да бидат дел од изборните комисии во дадените места, онаму каде што немаше, беше надополнувано по случаен избор од јавната и државната администрација во Република Македонија. Можам да кажам дека вкупно пријавени за гласање беа околу 2700 наши иселеници во странство. Од нив 1000 беа пријавени во 3 наши дипломатско-конзуларни представништва, каде што имавме испратено неодамна нови луѓе во тие дипломатско представништва. Во сите останати 54 имавме вкупно 1700 пријавени луѓе. Од ова можете да излечите заклучок каков беше односот кон повикот да се излези и да се гласа за ова клучно прашање за европската и евроатлантска иднина на Република Македонија. Поштовани гледачи, следите разговор со Виктор Димовски, македонски амбасадор во соседна Србија, дипломат од кариера и сега државен секретар во МНР. Разговараме за следните можни амбасадорски места, за улогата на македонскиот дипломати во овој пост-преспански период и евентуалната разврска со уставните амандмани. Останете со нас, следува период малку на ЕПП, а потоа се враќаме за
прашањето кои имаат некакво стратегиско значење, а тоа е дали нас НАТО не сака заради бегалската криза и заради бегалските логори, што значи руската пенетрација во овој регион, особено какви се реакциите на евентуалната нова комуникација меѓу Скопје и Москва после протерувањето на руски дипломат, односно разузнавач од Скопје. Останете со нас и со разговорот со Виктор Димовски. Меурчиња на љубовта. Пелистерка. Метрополис, број 1 радиомрежа. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Оваа среда и четврток, најниската цена во градот, само за вас. Тоалетна хартија Палома за само 99 денари плюс 100 поени и течен детергент за алишта Первол 3 литри 600 милилитри за само 299 денари плюс 100 поени на вашата Поен Плюс картичка. Една картичка без број привилегии. Мој Тинекс клуб. Виктор Димовски, државен секретар во МНР, екс-амбасадор. Но сега ќе опрашам од аспект на еден од првите луѓе на Агенцијата за разузнавање пред известен период, и не се сеќавам, пред да заминете во Белград, мислам. Ова протерување на рускиот разузнавач беше полициско-безбедносна или беше политичка операција? И како во тој момент и сега мислите дека се стишани така наречените руски пенетрации во овој регион, особено во Македонија? Добро, видете, Македонија е мала земја и кога преземаме одредени активности, пред се тргнуваме од нашите интереси. Или по дефиниција, малите земји треба да тргнат од своите интереси. Во даденава ситуација, јас би рекол дека тој гест беше дел и од едното и од второто. Проценката беше дека се работи за политичка проценка, дека во дадената ситуација тоа е еден добар гест да се скрене внимание и на активностите, а од друга страна и на она што представува стратешки интерес и стратешко амбиција за стратешко сојузништво на Република Македонија. Секако дека овој гест најде и на реакција од другата страна, секако дека имаше одредено влијание и на билатералните односи, меѓутоа ние се обидуваме со оглед на нашата големина.
на нашата сила, меѓутоа од друга страна и на нашите стратешки ориентации, да праќаме колку што е можно повеќе позитивна порака, да се обидеме да го фокусираме нашето внимание онаму каде што навистина имаме интерес. Интересот е за воспоставување што е можно поблиска економска соработка. Од друга страна да укажеме дека стратешките определби на Република Македонија, определбата за членство во Европската Унија и за членство во НАТО е одлука, е позиција, е став на повеќето од 80% од македонското население, определби кои што се верификувани и со соодветни документи во Собранието на Република Македонија и дека очекуваме и односот кон Република Македонија да не биде поинаков во споредба со односот и на останати земји кои се веќе членки и на едните и на другите стратешки интеграции на Европската Унија и на НАТО, на кои што не им смета да градат успешни односи и соработка со Русија. Москва реагираше на така наречениот неуспешен референдум во Македонија како позиција во која народот нели го крена гласот против ЕУ и НАТО од нивни агол на посматрање. Дали добивте не само вакви индиректни пораки, туку и директна дипломатска порака од овој тип? Откажете се од ЕУ и НАТО? Не. Пораките кои што ги добиваме се оние кои што се објавуваат во јавноста, а тоа се зависи од тоа кој представник на кое ниво ги објавува, дека можеби и не се најсреќни со нашите определби, меѓутоа ние сме суверена земја, си имаме своји определби кои се поддржани од мнозинството од македонските граѓани, поддржани со одлуки на највисоките институции во земјата и ние немаме дилеми. Ние знаеме каде го гледаме нашето место, каде ни е еднината и ги вложуваме сите напори она што можеме да го направиме побрзо да се придружиме кон овие интеграции. Дали се точни информациите дека у последниве неколку месеци со новата стратегија на Москва за поголемо присуство на Балканот и во регионот со оглед на овие геостратешки прегрупирања или позицирања, дека Москва испратила прилично значаен ешалон на дипломати и недипломати во Скопје? Мислам дека за ова прашање сепак ќе треба да се обратите на моите поранешни колеги во безбедносните органи. Јас можам со вас да ги споделувам и да ги коментирам само оние информации кои ги добивам од јавните извори на информирање. И не очекувам дека ќе ми дадете друга освен ова дипломатска дефиниција на случувањето, иако следното прашање е дали очекувате, да бидам директен, руско вето, доколку ова меѓународна спогодба, односно спогодбата Ципрас-Заев, помине така како што помине, треба да биде соопштена на Обединетите нации и дали при тоа ни престои соочување во Советот за безбедност, каде што русите имаат очигледно право дури и на вето? Добро, и до мене допреа дел и информации за евентуални вакви можности, меѓутоа јас мислам кога се работи за одлуки на суверени земји, членки на Организацијата на Обединетите нации, кои се однесуваат непосредно на односите и соработката меѓу тие земји. Доколку таквите одлуки се потврдени од, кај нас беше направен обид да истата биде потврдена на референдум, доколку истите одлуки бидат потврдени од најлегитимните институции во двете земји, а тоа се парламентите на двете земји, јас не би сакал да верувам дека постојат такви можности. Впрочем, за нас е важно да ја отстраниме и таа последна пречка на нашиот пат кон Брисел. После тоа секако дека ќе има одреден период на останати проверки за тоа до каде сме спремни да станеме дел од тие интеграции, а се надевам дека со позитивна волја, со овие позитивни пораки кои се обедуваме да ги испратиме, со комуникацијата која што полека ја обновуваме и се обидуваме да ја градиме, дека ќе биде разбрано дека сето она што Република Македонија го прави и ова влада го прави е еден обид да подлечеме црта
за подминатото и да ги свртиме нашите погледи кон иднината. Нашата иднина е поврзана со Европската унија и со НАТО. Но е факт дека во 27 годишното обстојување на самостојна Македонија улогата на Русија и председна Елцин беше важна во ситуирањето на меѓународната позиција и во Обединетите нации и со признавањето на Елцин на уставното име под, да речем, условна сугестија на Желјо Желев и на бугарската надворешна политика тогашна. Се надам дека тоа не го заборави. Не, секако дека не забораваме и секако ние не забораваме дека Руската Федерација е значаен, релевантен фактор, многу значаен фактор во меѓународната заедница, членка на Советот за безбедност, со своји сопствени интереси и во нашиот регион и во однос на останатите големи сили. Ние тоа го знаеме, ние тоа го почитуваме, се обидуваме како мала земја со нашите капацитети што ги имаме да направиме што е можно повеќе во интерес на нашите граѓани. Ние интересот на нашите граѓани го гледаме како дел од европските и евроатлантските интеграции и сметаме дека тоа не би требало да представува пречка за градење на успешни односи и соработка и со Руската Федерација, впрочем, како што тоа го прават и останати земји кои се веќе членки и на Европската унија и на НАТО. Да не заборавиме колкава економска размена има Германија со Руската Федерација. Да не спомнувам и останати земји од нашиот регион. Факт е дека францускиот претседател Макрон имаше видео порака пред референдумот како значаен дел на поддршката на Преспанскиот договор. Но е факт исто така дека во седиштето на Европската унија, на самитите, токму од Франција и Холандија, доаѓаат резервираности околу можното членство во Европската унија во поскорешна иднина и особено околу недоволниот интензитет на бараните реформи во овие важни поглавја од скринингот на Брисел. Вака, точна е вашата констатација дека одредени забелешки или одредена неподготвеност да во дадениот момент се даде малце и по големо охрабрување на Република Македонија доаѓаше токму од овие две земји. Јас имав можност минатата недела ја представував Република Македонија на самит на франкофонијата во Ереван, да имам кратка средба и разговор со францускиот председател и нивниот министер за надворешни работи и се заблагодарив секако за видеопораката и охрабрувањето на нашите гласачи да излезат и да го кажат својот став во однос на договорот со Грција. И од разговорот и со едниот и со другиот произлезе дека тие навистина имаат симпатии за нашата земја и за активностите на оваа влада. Нивните ставови и нивните резерви не се поврзани со Република Македонија, туку се поврзани со нивното видување за одредени активности за реформирање на Европската унија. И поаѓајќи од тој аспект, од таа точка на гледање, тие кажа, ние немаме резерви кон европскиот пат на Република Македонија и на останатите земји од регионот, меѓутоа сметаме дека тоа може да се направи откако во Европската унија ќе се направат одредени внатрешни реформи. Имате ли информации кои може би зборуваат за тоа дека не вреди со македонците и со македонскиот народ во услови кога една Меркел слета, Столтенберг дојде, Макрон се обраќа и нивната перцепција црно-бела во која види се им дадовме, ништо не прифаќаат, уште тврдоглаво тераат дел од нив по своето. Дали таа реакција, дали таквите можни дипломатски, недипломатски скриени реакции може да не доведат во степен на ново самоизолирање или изолирање? Да не е рационално да се коментираат одлуките на својот народ. Може би треба да се коментира пристапот на политичарите. Народот се наоѓа во таква ситуација во која се наоѓа, со поминати децении во
тешки, би рекол, социјални услови, во неблагопријатно окружување и народот реагира на оној начин на кој што смета дека е најсоодветно. Ние во даденава ситуација имавме навистина силна и недвосмислена поддршка од најрелевантните политичари и на земите членки на Европската унија, и на земите членки од НАТО, и на овие две организации. Друго е прашањето дали ние во Република Македонија, односно сегашната актуелна политичка елита, ја свати важноста на моментот и покажа храброст и визија да мисли за еднината на својот народ, да мисли за еднината на нашите млади поколенија или повеќе да мисли на сопствената политичка позиција. Мислам дека во целина зборувајќи, а посебно за еден дел од македонската политичка сцена, не ја свати сериозноста на ситуацијата и не ја свати силината на поддршката која што ја добивавме. За жал. Дали ќе ги зајакнете дипломатските екипи на Македонија во бриселските дестинации ЕУ и НАТО со оглед на фактот дека почнува скринингот за ЕУ и почнуваат преговори на индиректен начин околу нашите обврски кон НАТО и имплементација на тие обврски? Секако, во рамките на овие активности што ви споменав, се разбира, ако ви се стратешка ориентација Европската Унија и НАТО и градење на односи и соработка со земите членки на Советот за безбедност, нашите активности се насочени точно кон тоа. Ние веќе имаме десетина дипломати во Европската Унија. Во наредниот период ќе пратиме барем уште толку во овој почетен период. Веќе се подготвени тимовите со представници од сите институции во Република Македонија кои се вклучени во скрининг процесот. Ова седмица имаме средби и со представници на Европската Унија и со представници на НАТО. Утре еве јас заминувам во Софија, каде што ќе водиме разговори и за унапредување на билатералните односи, меѓутоа и за нивната можна поддршка за членство во Европската Унија и во НАТО. Значи имаме навистина надвор од ова што ни се случува во земјата. Ние оставаме легитимните институции и собранието на Република Македонија да одлучуваат и да го изградат својот однос кон договорот со Грција и евентуалните промени на уставот. Ние како Министерство за надворешни работи имаме концепт и ве убедувам дека додека функционираме во овој состав и со оваа визија, нема да оставиме релевантно дипломатско представништво без соодветни представници кои што ќе можат да ги бранат интересите на Република Македонија. Господине Димовски, благодарам што бевте гости во отвореното студио на Еден телевизија. Се надевам дека наскоро ќе провериме дали ќе успеете во обидите да ја ребрендирате и реобновите дипломатската мрежа. Има едно старо правило што ги знам обично, а тоа е претходната власт, сите амбасадори кои беа, условно да кажам, од претходната власт, од СДСМ и ОА испратени, завршува во така наречена шок соба или дали истото ќе им ги правите на ВМРО сега? Не го правиме и нема да го правиме. Нема, видете, нема човек во Министерството за надворешни работи кој нема да добие обврска. И односот кон вработените во Министерството за надворешни работи, се извинувам, го градиме не врз основа на нивната идеолошка, религијска, етничка, партиска и така натаму припадност, туку само ќе го градиме врз основа на нивниот однос кон работата и вложениот труд и постигнатите резултати. Кога се гледате со Димитров, со министрот, со оглед на неговата динамика? Едно време беше повеќе во странство, односно дома, или како што велеше еден германски дипломат, ако сакате Меркел или министр да најдете, дојдете во Скопје? По дефиниција, работата на министерот за надворешни работи е повеќе да биде надвор, отколку да биде во земјата. Меѓутоа, имаме начини, имаме можности, одржуваме регуларна и досега се надевам успешна комуникација и се надевам дека така ќе продолжи во предстојниот период. И благодарам уште еднаш. Тоа беше поштувани гледачи Виктор Димовски, државен секретар во Министерството за надворешни работи. Завршува, речи се, четвртиот час од денешното отворено студио. На почеток имавте можности да гледате информации и соговорници за филантропијата на Тинекс околу оваа акција Сите
за сите сити, потоа за новиот проект иноваторски на Скендеровски околу проценките за опасноста од дожд. Потоа имате можност да гледате Маја Морачанин, пратеник и иден лидер на Дом, и се разбира со професорот на Богословскиот факултет Милан Ѓорđević околу новите турбуленции во христијанството и шансата дали после признавањето на Украина следува МПЦ. Се разбира, морам да признам дека како и на Виктор Димовски, што му дадов признание на неговата дипломатска вештина, и тој беше прилично одмерен со одбрани зборови, и како и да е, наше право е да ги викаме, нивно право е да зборуваат тоа што сакаат, умеат и можат да го соопштат на јавноста. Следува блок на промо и реклами и потоа цел сет на нови информации од ексклузив, нашиот веќе брендиран Сергеј, па нашата Јана со гласот на народот, вести, и повторно се враќаме околу 21 со ТВ дебата Македонија меѓу политиката и економија. Мои гости ќе бидат Љупчо Зиков, собственик на Капитал и новинарски аналитичар, и Николајчо Николов, познат менаџер на рудникот Буч. Се гледаме.